Со нас заедно да навиваме Германија-Франција, следиме од плоштад Македонија. Заедно со Даре неколку дена Даре се промашивме. А добро, вчера немавме среќа пошто беше страшно невреме. Вчера овдека знаете што беше? Да. Овдека вчера беше ватерполо. Значи се следеше ватерполо, а денеска имаме играње фудбал. Да, вчера беше светска лига на ватерполо, денес идеме на фудбал. Денеска имаме полуфинален фудбал. Добро, али денеска е правата утакмица, онаа финале пред финале, така да денеска имаме јак меч. За целиот свет е баш онака најинтересна и ќе видиме што ќе биде. Овде имаме денеска да знаат сите што се дома, а нека повелат, а не знаат што да прават, нека дојдат на плоштад Македонија. Ќе има подароци за вас како да стигнете до нив. Многу едноставно, треба да играте фудбалчиња или да шутирате топка. Даре, ова е за тебе, ова е. Шутирање во гол, во неколку дупки, у што помалата дупка. Имаш поголем гол. Ја не гледам промени кај телефониве, уште се исти. Не бе, браче, истиот. Ово е Идол 3 и Поп 4. Инаку имам специјална мајца за денеска, ќе замолам да ја зумирате. Пушти ја. Одлично. Не ми треба Google, жена ми знае све. Браво. Па молим лебове. Одлично. Што да не знае? Све знаеме, сега знае кој ќе победи. Знаеш колку е страшно да имаш сопруга која што се разбира у фудбал, не знам твојата, ама мојава. Знаеш дека ми се јавува да уплатам ливче. И, например, срамота е, другари ме зафркаваат. 7 ми се јавува, викам да уплатам тоа, тој и они. Што бе, те тера да уплакаш? Не бе, викам, ми брани, за швалерки ми брани. Одаке е окей, иначе ова срамота. Браво. Па све знаеме, не леше на Google. Знаеш за тоа. Знаеш на Google како куцаш и ти дава 4-5 предлози доле, сакаш ова. Исти жената не си докажал што сакаш она, има 10 предлози доле, сакаш ова. Не би коментирал за жените ништо, пошто има многу жени. А не можеме без нив. Не можеме без нив, така да. Ја и ти како познати антифеминисти, инаку стави ливче да објавам на сите дека стави ливче. Вечер да тепа Германија и 3+ го игра. Што ќе кажеш ти на оваа моја игра? Јас пред 2 години кога коментиравме со Златко, баш играше Германија и кажа во еден момент и многу му се допадна таа изрека. Ја викам Златко на автопат, германска машина никош не ме оставила. Така да. И јас мислам дека вика девојчева за колку сакаш да уплатиш? Ја вамам ситно што имам, соберам по 10, 50, собрав 170 денари ова вака да гледам. Уплатиш за 200, не, 170 вика не уплатиш. Овие што ми се завија што фрешајте, што чистат, има разноразни деца што доаѓаат. Мислам дека нема да се знае. Ќе биде изедначено. Ќе биде изедначено, да. Дека сакам да ти се јавам да Франција ја подигна малце формата, дефинитивно. Германија е секогаш силна, така да би сакал да гледаме добар надпревар. Ќе биде неизвестно. Мислам дека ќе биде неизвестно, али јас така навијачки упатим денес. Добро, во принцип јас сум за германците затоа што ми се допаѓа нивниот стил секогаш. Нема калкулации, сака да играат и така. Така да ќе видиме. Еве со Тонецо, снимаме со Тонецо, дојде да ме поправи. И он е за Германија, види. Овакво, инаку јас сум повреден денеска. Знаеш што ми е да? Ја мислев дека си нешто намачка ни ти за навивање, ама не. Па не, чим сум ставил фластер, значи сум за нерешеност. Не сум со германско, не сум со француско, знаме за нерешеност. Не бе, ова знаеш што ми е? Чепка многу нос. И закочи еден пред мене нагло, ја так и дупка. И ти искочи прстот. Да. Не бе се зафркавам. Не бе дека голем нос имам и сега има пластични операции. Идеме да правам операција, ама не да не ми го стругаат, него тоа знаеш како се вика, како липосукција што прават. Ти бушат тука и ти вадат овака. Не липосукција, ова е риносукција. Добро, ама ти го чепкаш со еден прст, ја морам со 2. Ама ја можам и со палец во нога. И тој нагло прикачи пред мене и тоа се случи. Инаку, сега сме телефониве, ги збориме веќе подолго време и мислам дека Телеком, агента треба за тебе да направи телефон. Ама знаеш зошто нема за тебе уште телефон? Дали коментираш? Знаеш зошто? Специјален. Сега е стигнато Samsung до седмица. И даре за тебе деветка. Ќе ја чекаме деветката. Абе за тебе Samsung деветка. Прифаќам. До специјално издание да биде некој. Може, прифаќам. Знаеш, малце златен да биде. Да. Или со онакво што е, како се вика тоа кога ти падне, со футрола, гумена, ко копачки малце, знаеш да не ти лизга. Малце така како копачки, овде како тревичка, како така да ти ја направи. Добре, ја бев повише за тоа да даеме поише телефони на публиката, на гледачите, ама некако директорите рачна имаа стално. Али добро.
Слушај, знаеш ли како уствари твој телефон треба да биде? Не со Wi-Fi, него со UEFI. Тоа е специјално да па. Специјален, да. Може. Слушај, тие што не гледате на footballmaniashow.mk, значи постирајте во коментарите, така ќе стигнете денеска до подарок, постирајте во коментари предлог каков да биде новиот телефон 9-ка за дар. Златен, со спид, како се вика тоа, кога ќе падне бамперче, да има кокопачка да е направена. Може да биде златен и од позади да има така точкици како да има крампони. Крампонче нема со крампонче на позади. И со мрежичка малца. Знаеш, Бацо, дека може мрежичка има да си ставаш унутра. Упалјач, мастики, ситни пари. Си чуваш. Со джепче. И знаеш како ќе биде? Нема да ти фаќа мрежа 16 метри од дома, само 16 терец. Само 16 терец, да. Знаеш зашто? Да не те фати мајата. Па ја вига. Таков телефон за тебе. Инаку се прогласи најлош и најдобар дрес. Еве тука ги запишам. На ова европско првенство, најдобри дресови, не прво ги кажеме најлошите. Најлошите дресови ги прогласи. Денеска сме модно жири, модно фудбалско жири. Најлоши дресови се Шпанија и Русија. Ако ти текнува шпанците, посебно не ни се свидеше. Добро. А за најдобри дресови се прогласени на Хрватска и на Белгија. Вака од модните стилисти. Добро, убави беа. А најнеквалитетни? Кој беа се скина некои 2-3 дреса? Швајцарија. На Швајцарија. Швајцарија, тоа се скина и купна топка. Топката, например, ако се користи Адидас, нивната беше до ние кинеските Адибас. Со една буква. Да, беше некоја Адибас. Чека, има уште коментари како да стигнете подароци, одете на footballmaniashow.mk. Во коментари ви кажам, предлагате како да биде телефонот на Даре, него предлагате уште од оние коментари кои што звучат доста еротски. Нели имавме една таква рубрика, денеска еден ми текна. Сум го запишал тогаш кога коментираме, заборав да го кажам. Пази го. Погба навлече двајца. Како не може вака да го кажеш. Млате, може. Млате. Може. И денеска, значи, што прогнозираме? Да биде? Да биде добар натпревар. Да биде да има добар голови, натпревар, дека ќе биде, зашто тука имаме два гиганта, борба на титаните. Линекер кажа, вика, фудбалот е спорт во кој што сите го играме, на крај победуваат германците. Победуваат германците, дали западна, дали источна, дури тогаш кога не беа заедно. Тоа го има кажано кога не беа заедно. Добро, Франција. Сега да видиме дека, дај да видам кој е за Германија, дека нега дигна раце да видам кој е. Ај за Франција да видам кој е. Слабо има дека французи. Ама чекајте нас, кој не освоил бе? Германците не освоиле французите. Што има да навивам за Франција? Па кратко биле. Доста биле една година после тоа. Кратко биле. Значи, сега што навиваме за Германија, исто како за Бугарија да навиваме. А бугарите се наши луѓе, значи ние си навиваме за нас. Добро си го скопи. Ја мислам дека добро. Колку има да надпреварат, дали знае некој колку? Чекај бе, па ја имам сега. Имаме уште муабет. Мислам Даре дека имавме едно интересно европско првенство. Интересно издание за тоа што се покажа дека слабите мали тимови можат да стигнат доста далеку. Да, имаше изненадувања. Пред се мислиме на Исланд и на Велс. Меѓутоа, добро е што е системот со 24 екипи, затоа што се овозможува на малите репрезентации да учествуваат. Да стигнат до него. Уште еден микрофон? Со два микрофона. Кога си добар оратор и 3 микрофона ќе ти стават. 3 микрофони. Во еден ми е за на интернет, еден ми е дома да ме слуша, еден ми е во Телеком да ме слуша. 3 микрофони. Сега се слушам ли конечно? Што направивте со микрофон? Не, фонија не смее да диги. Види ова какво ми веко граната да ме погодила. Опасно. Извини. Што беше темата? Темата беше дека имавме... Да, дека имаше 24 екипи прв пат, дека е тоа добро за малите екипи. Зошто е тоа добро? Па добро е затоа што... Комбинирањето? Оно што е трет. И малите репрезентации си гледаат шанса. Еве ние како Македонија, зашто да не гледаме шанса? Еден ден да се пласираме на Европско, затоа што со 24 екипи тоа е веќе возможно. Да, повеќе. Кога беа 16 екипи, може да додат само првопласираните во група и второпласираните играа во бараш, што беше многу тешко реално. Да. А вака веќе можеш да бараш шанса, знаеш, како помал тим. Еве како што се Албанија, како што се Исланд, како што се Велс. Значи имаш
Северна Ирска прв пат се пласира исто. Значи во старт имавме четири екипи што прв пат се надпреварува на Европа. Дури прв пат се надпреваруваат и веќе стигна и направи и солиден успех, така да. Беа пречекани. Зашто и ние да не се гледаме во некоја таква шема? Па ние ќе се гледаме таква шема, таму ако бидеме пети во група, таков систем ако има. Од 5 во група, пети ако бидеме, па така некако да се пласира. Добро, тоа е сега. Ако пази, Португалија имаше само една победа во групите и после. Да, Португалија е интересно, од 6 надпревари само една победа и стигна до финале, тоа ретко се случувало, може и прв пат се случи. Играат доста слабо на почетокот, меѓутоа еве сега мал се го подигнаа нивото на квалитетот. Али ја искрено мислам дека кој ќе победи вечер, тој ќе биде главен фаворит за освојување на првенството, да. Ќе биде многу доминантен. Па моментално таква ситуацијата е таква, така да и Франција или Германија сигурно ќе бидат фаворити против Португалија, така да ќе видиме. Али фудбалот е чуден многу пати. Не победуваат подобрите, се случува, така да има фактор среќа. Апсолутно. Тоа го разговаравме. Еден мој пријател вака ми викаше: "Подобро е да имаш 10 грама среќа него 1 кило мозок." Како беше вицот за лифтот во Германија која заглавил босанецот? Кога отишол на гости, да. На гости отишол. А добро се заглавил лифтот и германците почнало ги фаќа паника, двајца биле. Пробале, чукале со нозе, све да отворат не можеле. И мујо им рекол: "Ајде момент." И мамање со глава се отворила вратата и вика: "Не на сила", вика, "глава", вика. Така да, не ти треба многу мозок, боле да имаш кило среќа. Така е, така. Барем кило среќа. Мислам, да. Само да видиме колку се собравме дека баш е гужва, апелираме до одлично, имаме комши, спортско радио. Полно. ТВ се запирка 30. Ќе биде жештена атмосферата од дека, сигурно. Има огнени навијачи. Па добро и добар надпревар. Да, сигурно. Добар надпревар. надпревар. Сите исто така и во недела да дојдат до 20 часот и 30 минути. Ние во недела ќе ги поделиме овие подароци, ќе ги прегледаме добро. Па мора во недела више нема. Па нема више емисии, мора. Ова не е уклучено да видиме коментари, не е уклучено, така. Па ако не ги поделиме и во недела, па не бе, ти ги си ги земеме. Директорите ќе ги вратат назад. Златник ќе го префармаме тоа златен дека виде. И така. Што им се вртка сега на играчите? Ти си бил на големи финали. Што му се вртка невен играч? Добро, мислам они се Што така да иде? Абе Тонецов, сите микрофони ги испроба на нас. Па на нас ти ќе се вежбаш бе. Не ме слуша. Зашто бе не ме слуша? Па никој не ќе да не слуша уствари. Мислам дека сега не слушаат. А сега не слушаат? Па сега ги растурим. Уште некој микрофон дај. Знаеш како на времето на концерти немало толку појачала, толку канали, па ставале по 10 микрофони на него. Сега знаеш што може да правиме? Отвори кадар. Сега ќе правиме као би од Исланд. Ајмо. Вежбете ќе го пробаме на полувреме. Што му се вртка сега на еден играч пред еден ваков дерби надпревар? Зборам за неискусните посебно. Добро, ова се горе-долу искусни играчи, така да не се наоѓаат првпат во една ваква ситуација, играат големи надпревари често. Посебно денеска е фудбалот во една страшна експанзија, играат многу надпревари во годината. Голем дел од играчите беа и заморни, уморни, немаат више концентрација, немаат мотивација и тоа фали понекогаш за жал. И мислам дека нема да биде ова за нив некој големо изненадување. Сега за нив е еден нормален надпревар. Као што нема да биде ни разочарување ако рецимо изгубат па не се пласираат во финале. Па да, после ќе играат за трето место. Да, пази, Германија пред 2 години беше светски првак. У историјата го има 4 пати освоено светското првенство, 3 пати европското, така да тоа е за нив нешто нормално. Значи они се нација кои се спремни на сето тоа. Франција во последните 30 години и они го подигнаа тој ниво. Доста во подем, да. Па првата титула ја освоија 84-та со генерацијата на Платини во Франција. Па после со Зинедин Зидан генерацијата беа светски европски, така да тоа се екипи што се навикнати на вакви надпревари. Ќе видиме, ја мислам дека ќе биде добар надпревар. Сигурно. Драги наши, јас не сум во можност да ги читам вашите коментари моментално. Нешто сум вон конекција, не знам зошто, одека испод конјот не фаќа мрежа. Не сме во 16-терац, не ни фаќа мрежа. Далеку ни е зградата од Тихом и нема добра... Не, па нема толку дугачок кабел.
Нема добра фреквенција. Да, сакавме на оптички да се ставиме, Да. ама не ни стигна до тука, за кратки сме со кабел. Така да вие само постирајте и следете го надпреварот или повелете овде на плоштад Македонија, ќе се дружиме, ќе спиеме по една пијачка, по едно сокче. Да, има секако еуфорија и во недела. сигурно. Да, и во недела исто така, а во недела ова стручно жири овдека ќе ги прогласи добитниците 1, 2, 3 и 4 за најдобар, значи имаме 2 телефони, имаме фудбалска Не можем топка. да дочекам. Не можеш до 5 не можеш да стигнеш. Не можем да дочекам, па телефони ве ги делиме 30 дена, така да Па стварно. не може ја да дочекам да видам кој ќе биде. Тоа утре ќе го Ајде, прегледаме. Значи се гледаме ние за некои 45-50 на минути на полувреме, кога ќе се конектираме и кога ќе ги прегледаме сите коментари, ќе поделиме уште некој подарок, а до тогаш одиме да се дружиме тука, ќе играме фудбалчиња, ќе шутираме во голот и се гледаме тогаш. Чао. Чао. О, 47 минута. Види како ме залепи. Залепи се како на Томи Джери, знаеш кога ги лепат на Томи Джери? Со исче вака кога ќе добијат жумка, така сум залеп. Сега ќе ти кажа, ова нема врска, 47 минута. Па не знам, јас сум фудбалски разочаран малце затоа што судија што може да направи, ретко кој може да направи, така да... Па еве го бе судија. И после зашто му викале вака или онака на судијата? Па како да му викаат од 47 минута? А колку дадоа продолжет се не видов пошто цртам една Прво ситуацијата беше апсолутно сомнителна, не беше толку очигледен прекршокот за да се свири така лесно пенал. Да. И Второ- плюс ова е полуфинале. Второ германците беа стварно доминантни и они се тие што ја направија утакмицата да биде интересна и добра. Франција беше у подредена ситуација, меѓутоа ја верувам дека моќта и надмоќта која има ќе ја успеа да ја крунисаат во второ полувреме. Само да ти покажам што цртам. Ќе тепаат бе германците, ќе видиш која е камера, оваа камера? Ај гледа. Ова е акција бе, еве ја. Значи еве го нападот од напред, треба само да тргнат на напред и овдека двајцата да се уклучат, овој да го затвори, да му влезе од позади. После овој треба да навлече двајца. Нели стари добри термини, пази леѓа, значи овој првиот овдека, чеј немам рака слово на себе. И Првиот некој да го покрие. Да, ти мора да ја објасниш одече. Еве го овдека, некој да го покрие, еве, врати се. Ова е некој екстра модерен Абе, фудбал. ова е моја утакмица, ова е добитен гол. Тешко се гледа објаснува ова. Абе, му добитен гол. Овој го гледаш од овдека. Овој, значи треба да го навлече, двајца да навлече. Овој му вика од овдека, пази мала леѓа и он ја префрла од другата страна и е. Даре, за мене како неук, секогаш кога ќе видам, секогаш вака изгледа една фудбалска акција која ќе ми ја покаже тренерот. Не само сите играчите се во исти дрес и направил грешка. Еве, добре, ја ги цртав само нашите, само германците ги цртав. А сега имам нова бе, нека дојде некој дека ми нацрта сега. Имам нова акција. Еве новата акција. Новата акција е за Германија, еве. Еве, новата акција е ова. Ако сакаш може и вака поедноставно. Еве. Еве, гледај Даре, гледај. Значи треба да се даде гол. Конкретно. Што би рекол нашиот познат ракометарски тренер, ракометен селектор? Клавајте голови бе. Значи тоа е најдоброто нешто што е смислено. Дечки, клавајте голови бе. Што има се да размишлам од лево или од десно ли ќе му биде вака? Тебе ти покажал ли некогаш тренер вака има на фудбал? Сега нема. Помошникот тренер може прави повеќе на кошарка или ракомет. Па денеска тренерите се многу компјутеризирани, така да и они влагаат у тој филм. Иначе фудбалот е 100 години таков и тешко да се смени. Пак се дава гол со добра акција, со добар центаршут. Ама вака да ти ја покаже тренер, мене шамар ќе му врзам. Што ти е бе брат? Немало такви цртања баш у наше време, така да. Ама во кошарка и во ракомет дали има тайм-аут? И као, еве во тайм-аутот. Сега. Може. Знаеш што ми е хитот? Секојаш и кого жалам, еден човек, тоест они се повеќе, ама еден тип, една професија,
не гледа ни еден надпревар од цело европско првенство. Знаеш ли кој? Стюертите, бе. Оние што стојат покрај аут линија и што се со грб на кај надпреварот. Сироти, бе, да, замисли. Он цело време гледа у оваквот и цело време гледа у трибини. Не може да се види ни на снимката после. Ни на снимката. Црте. Абе, ќорав гол. Сите се радуваат, он гледа некој да не фрли нешто. Ќорав гол нема видено на европско. Како си помина, вчера бев на такмица многу јако. Публиката беше многу расположена. Добри беа, гриска семки, пија сокчи и така. Ама со сите се знае. Со сите овдека у публика, посебно со навијачките се знае многу добро. Кај сте бе, деца? За кој сме? За Македонија! Види каква гужва. Сега имаме едно Open Air студио овдека. Да беше уште потопло, се фрлиме во фонтана, ватерполо ќе играме. Вчера беше малце вчера потопло. овде беше стварно ватерполо. Најсериозно. Не ни стигнавме до тука вчера. Немаше услови никако. Тоа беше бура. Библиска бура. Се отвори небото. Од жал за овие што изгубија. Греот кај што изгубија. Само да видам некој коментар да прочитаме. Да видиме што вика. Сашко треба да биде тренер. Гледаш ли, Даре, моите способности? Се сложува. Ја многу добро можам да му објаснам. Одов дека од лево, од десно, сега ако запамтат. Не стано ово има во фудбал, може да викнат покрај од линија да му покаже нешто. Па не верувам. Може да му даде нешто, некој совет, али може да му покажува да му црта за време на утакмица. А на полувреме? По на полувреме, да, има табли во стратегија, така. Во соблекувалните има големи табли, така да. Ама тоа е една така покрупна стратегија. Само да видим кој има тука. Вика германците ќе го јадат после од контра, абе нема германците, бе. Они го јадеа више така. Да, ово е постар коментар. Што вика? Добра е мојата тактика, вика. Да се дае гол. Ја мислам дека сум добар. Што вика? Сашко не го бива. Добро бе, не ме бива. Дојди на терен да видиш кој ќе дава гол. Ама он мисли за фудбал. За фудбал. Леле, се разврза дискусија овдека на YouTube. Кој го бива, кој е уметник, кој не е, кој е фудбалер, кој не е. Што прогнозираш ти во второто полувреме, да што викаш? Вака со оваа игра. Ако продолжи Германија да игра во ваков темпо, мислам дека реално е да изедначи, затоа што, па ќе кажам, апсолутно беа подобри и доминантни. И ова што го направи судијава е за мене смешно. На ваква полуфинална утакмица да судиш вака сомнителен пенал, тоа не треба да размислиш 3 пати. Да, на толку јако дерби. Он се додворува дека се домакини, затоа. Само да видам. Италијанец. Италијанец е? Не узак. Италијанец се гребе бе нешто кај французиве. Се гребе за трансфер. Некој предлага да ги оставите камерите додека трае надпреварот. Па може и не е лоша идеја. Ама ќе касниме стримингот, ќе ни кажат колку 7-8 секунди касниме, ќе звучи тоа чудно. Па дојдете вие на площад, тие што сте пишале. Дојдете навака, што вие. Ајде да ве чуем. Штурци. Штурци, бе, штурци. Ама гледај, точно како штурци звучи. Слушај. Добро, фала. Ово Цедур, хор, распејани штурчиња. Фала ви, браво, аплауз за вас. Дајте аплауз овдека за штурчињата. Добро, фала. Фала лепо. Сите сте добри за судии. За судии тренираат овие. Ние знаеш во што ќе имаме репрезентација, Даре? Во судии. За фудбал гледаш, не може да стигнеме до европско, ама судии гледај. Па добро, башка нашите судии во последниве месеци се доста актуелни по телевизијиве, така да. Ептен, специјално. Може. Кај ги пуштиме специјално. Уште колку имаме, дечки? Колку е сад? Колку? Има време. 3 минути. Има време, бе, опушти себе вака, нешто да кажеме убаво. Бе, каже дека, што работа е тоа? Што инсекте штурат? Цел ден ме да свири. Цел ден. И некој ќе каже, што е убав звукот да го слушаш на штурците. Бе, те не убаво. Не, дојде овдека. Ја сите, чекај. Добро, чекај, добро.
Сите викаат, многу сакаат, нели, сега е модерно, животни, многу сакаат, се препотресуваат, нели, за животните. И паун многу убаво животно било. И ја отидов во Охрид на Свети Наум. И спиев таму. Има 50 пауни. Од Сабајле, знаеш ли тоа како звучи во 5 Сабајле? Знам, чував. Чуваше паун? Да, два во Кажи двој. како звучи. Во 5 Сабајле паун убаво животно било. Не, немојте на Ајмо малце, пуштам учител од сега да ве испраша. Видите, наци да ве подбере. Ајмо, земи подмачки ги свирчињата, да не може да спиење. На спиење штурците. Ајде дома на спиење, колку е саат? Цртаните у 7:15. Чекај позади. Ние сме као исланџаните. Ајде правиме едно хо. Ајде Кај се сите? Ајмо, уште малце ке се уклучи второ полувреме. Знаеш кој е најсреќен сега? Родителите ќе ги пуштиат децава. Ке се издуваат, ке отидат дома ке заспиат одма, мирна глава. Ние од кај штурците се одјавуваме овде од плоштад Македонија. Ми касни звукот, па малце одека ми звучи како така да зборам. Така да... Таман да купиме време, поспоро. Сакаш поспоро да зборим? Като тој вицот, знаеш да збореле? Абе, англиски како да научиме? Па само поспоро збори, и кога се сретнал со тој. Здраво, како си? И добар сум. Од кај си? Од Македонија. Па зошто тогаш зборуваме англиски, бе? Аз меѓу првите вицеви што сум ги слушнал. Ние се одјавуваме од кај штурците. На крај ќе се јавиме пак, да поделиме некој подарок, чекаме коментари. Овде ќе поминеме по маси, ко невеста сум по маси. Можевме и полоше да поминеме, ако бевме за 2010 Африка, ки имаа вувузели. Ле, чути. Така да добро и ова. Некој да му текне вувузел да донесе во недела. На упце. Тој е као зурлаве. Кој ќе донесе вувузел во недела овдека да свири, бакшиш лепам. Бакшиш лепам на вувузел. Абе никако да се одјавиме, ме ни тргна муабето да. Инаку јас овде кој ќе дојде, знаете, река одам по маси, скоро ко невеста, евентуално менаџерче на овој наш кафиче овдека на Магента. Сега пак почна да ми враќа звукот од кај видео бимот. И делам пијачки од маса на маса, тоест делам ваучери за пијачки, така да повелете во недела, или ако сте во близина од центар, имате време уште да дојдете да се дружиме до доцните утрински часови и штурците кои ќе ги испратиме дома. Се гледаме за 45 минути. Чао! Жена ми не ми се сметал. Иначе носев мајчка, не ми треба Google, жена ми знае све и жена ми се јави вика, не може да ја носиш. Од кај дозна, јас стварно не знам. Абе Google, бе, Google. Даре, ќе ја свртат. Слушай. 100%. Па ова судијата, не знам, да го фатиш и да го мачиш. Да земам, Дедо Мраз да му пратам. Поклони да му носи. Видели каков гол даде вториот Гризман? Со карате. Да. Значи немаш да ти со карате да дадеш голови. Сепак да им честитаме на французите за финале. Немам намера. Вечер ќе се пие поише француско вино од пиво, али тоа е тоа. Што се прави? Овакво не кеше да влезе. Да несеме малце еротика во ова, не кеше да влезе. Ни се случува наш машките понекогаш што ако играме фудбал. Ама стварно не кеше да влезе. Имаше шанса, едноставно. Па има, они мислам дефинитивно игра посебно во прво полувреме на повисок ниво од Франција, меѓутоа мислам дека клучен момент беше сомнителниот пенал и психолошка предност. Да, психолошка предност имаше Франција, друго е да играш на 1-0, друго е да играш на 0-0. Го искористи тоа, една грешка на Ноер после заврши све 2-0 и беше тешко да се вратат. Знаеш зошто изгуби Германија? Ово што е лев, што испадна дека е многу лев, не си брцна угаки денеска. Па што добро. обично го прави нели како ритуал, денеска не го направи и тоа покажува дека треба да се стоиме на своите ритуали. Така да се почитуваат. Зашто највише сум ја оштетен 170 денари
лев да го најдете, мейл, телефон и да ми ги врати, зашто играв дека 3 плюс ќе биде и дека ќе тепа Германија. 170 денари, 6 марки ми дужи. Лев да ми врати 6 марке. А да беше десен? А Десен да беше дупло. Абе, ајде бе. Плюс на Ноер му дадоа вториот гол меѓу нозе. Значи 3-0. 3-0, да. Што е 3-0. Еве сега ми честитаат на мобилен, знаат дека сум изгорен за Германија. Абе, вака било, онака, поздрав до тебе, Дедо Мраз да ти донесе победа, ова, она. Тоа е. Добре. Драги наши сите што се тука присутни, ви благодарам што бевте со нас овде вечерва, што се гледаме во недела. Оние што постира и што беа заедно со нас овие месец дена на footballmaniashow.mk, во недела и нашето големо финале, кое ќе прогласиме добитници на овие скапоцени подароци, кои што ги носиме со нас веќе месец дена што ги шетаме. Значи, ве покануваме сите 10 јули, недела 20:30, ние ќе започнеме на преварот 21, а вие повелете овде 19 часот. Кај си бе срце ти бе? Земи ја топка, земи ја бе слободно. Абе веќе ништо не мени значи после овој пораз на Германија. Ова најсериозно. Абе телефонот нека носи се. Подај му подпишеме топката. Ова најсериозно. Се гледаме во недела во 20 часот и 30 минути, а вие дојдете на плоштад Македонија. Па од 19 часот ќе бидеме тука, ќе пиеме по едно пивце, за пунолетните, малолетните ќе пијат по едно сокче. Имаме и забавни игрици, имаме фудбалчиња, поделуваме подароци, ние честиме, знаеш дека сум ја невеста од маса на маса, имам чест, ама вака, тури. Што кажи? Чекај нешто. И телефоните, да, телефоните ги кажавме. Абе нема га ли остави во кадрове, нова звезда, гледаш, најтазе фудбалер. За 15 години во репрезентација, да знаеш. Ете, тоа е тоа. Чао, се гледаме.